Слушнете не! Слушнете не! Слушнете не! На Укло FM. Здраво, другарчиња, здраво дечиња, здраво тинејџери, здраво млади возрастни и здраво возрастни. Јас сум Ноела, а ова е Слушнете не на Укло FM. Не знам дали можете да познаете преку микрофонот, но ова емисија ја снимаме од студио. Од оваа страна сум јас и мојата асистентка мама, а од другата страна се главната и одговорна уредничка Сонја Тантарова и тон мајсторот Љупчо Цветковски. Меѓу нас има стакло, на средина свети on air и сето ова е многу кул. А сега ќе ви прати поздрав мојата асистентка, мама, Рената. Здраво, другарчиња, здраво дечиња, здраво тинејџери, здраво млади возрастни и здраво возрастни. Јас сум Рената, асистентката на Ноела, вашата водителка, а ова е Слушнете не на Укло FM. Во оваа емисија, бидејќи сме две, ќе имаме диалог со прашања и одговори. Во сите правци. Ќе слушнете прашања и одговори од родител кон дете, од дете кон родител, од возрасен кон тинејџер, од тинејџер кон возрасен, Од човек кон животно, од животно кон човек и најразлични прашања и одговори што ќе ни дојдат во како идеја на она што го дискутираме, бидејќи сакаме да го прашаме целиот свет. одиме со музика. Тин 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 тин. Светот има многу деца, радосни и весели. Ајде сите заедно сега да ори песна и смеа. Да е весело рефрен, да сме среќни секој ден. Да е весело рефрен, да сме среќни секој ден. Ајде да се забавуваме, заедно да играме. Да не понесе ритмот на нотите, да пееме сите. Само да се забавуваме, заедно да играме. Да не понесе ритмот на нотите, да пееме сите. На забава во мојата куќа, сите дојдете тука. Ајде сите заедно сега да ори песна и смеа. Да е весело рефрен, да сме среќни секој ден. Да е весело рефрен, да сме среќни секој ден. Ајде да се забавуваме, заедно да играме. Да не понесе ритмот на нотите, да пееме сите. Само да се забавуваме, заедно да играме. Да не понесе ритмот на нотите, да пееме сите. Como staриот свет на Атлантида, така да биде и овде. Сите да бидеме радосни, љубов насекаде. Ајде да се забавуваме, заедно да играме. Да не понесе ритмот на нотите, да пееме сите. Само да се забавуваме, заедно да играме. Да не понесе ритмот на нотите, да пееме сите. Да пееме сите. do 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 do
Сега се враќаме во студио и имаме прво прашање. Епа, дали може да почнам јас? Значи, претходно спомна дека многу било кул. Тука јас се согласувам, многу е кул. И дали може да прашам јас како возрастно кон една предтинејџерка, 12 годишна предтинејџерка, што е тоа кул? Те погодив. Шо е кул? Дали е тоа изглед, впечаток, Се. чувство и за кого е кул нештото? За тој што си е кул или за некој одстрана што го гледа и мисли дека е кул? И од страна и тој. Добро, значи Може имаме both ways. Значи имаме две подпрашања. Да се чувствуваш кул и да бидеш кул е исто или различно? Може некој се чувствува кул, а другите не го сметаат кул, а тој си е толку самоуверен дека си е кул. Па има разлика. Има разлика. Како е да си се чувствуваш кул? Ајде, прво тоа. Confident. Добро, значи тоа значи со самодоверба. Да, само доверба. Не знам нешто кул да мислиш дека што носиш. Значи облеката, втор Праиш. момент, или действијата. Да. А кое е кул действие? Флип. Аха, значи кул действие е да можеш да правиш еднакви премет се вика напред и наназад како по физичко. Добро, аха, значи, а јас немам видено многу луѓе по улица што прават премет напред и назад. Или кул да одиш. Или кул да одиш како се оди кул. На runway да си. Ако на runway, ко на подна писта. Значи, добро, одиме на модната писта и сме кул. Тоа за девојки. Машките? Флипс машките. Машките флипс. Значи, за да биде кул, машко треба да прави флипс. Значи, дечки, ако сте на улица и правите премет напред или назад, значи сте кул. Според ова предтинејџерка. Добро, како е да си кул, како да правиш кул действија, како да изгледаш кул? Да носиш нешто кул? Да носиш кул алишта, така? Да. Или патики, нешто така. И кои се? Наочари. Наочари. Добро, елементи во облеката да имаш. И сега има наочари кул и не кул. Да. Кои се кул наочари? Треба да ти стојат на ликот или треба да се Да. некоја посебна марка? Не, треба да ти стојат на ликот и да се уба боја. Уба боја, аха, уба боја. А лиштата и патиките? Патиките не треба да ти clashing. Да ти се во конфликт во боите и во Да, стилот. со outfit. Со- Значи, Ноела, да прогласуваме, Ноела заборави да зборува на македонски и сега на англиски. Верувам дека многу мина млади ќе се препознаат во ова, а и многу мина родители ќе го видат нештото како феномен. Добро, да не се во конфликт во бојата и во стилот со алиштата, така? Да. А тука немаме марка некоја? Не баш, твоите се со Hello Kitty, не, со Пикачу. Пикачу, окей. И во облеката? Во облеката, не знам, нешто како layered. Како слоеви, добро. Слоеви, например, едното да биде кратко, другото подолго, па после leggings. Значи, хеланки или нешто добро. Значи, имаме слоевито и имаме веројатно нешто како дуксер, така худи. Да. Добро, Baggy сега, hoodie со baggy leggings. hoodie. Значи, како широки да бидат, да пишува нешто на нив. Stay cool. Stay cool. Значи, дефиниравме како да изгледаш cool во денешно време. Дали може да резимираме? Треба, ако си женска, треба да одиш како на модна писта, да си самоуверена, така? Да носиш патики кои што не ти се во конфликт во бојата или во стилот со алиштата да ти се во слоеви. Да Или во baggy hoodie. или во... Most likely baggy hoodie. Значи, најчесто да бидат во нешто пошироко и да биде И после како со leggings. капулјача, а после тоа да има тенки, тесни хеланки. Значи тоа за девојките и наочари да бидат, значи во стил наочарите. За имиња на брендови се уште не споменавме, веројатно кој ќе подпорасни Ноела. И убав телефон да имаш. Убав телефон што значи? С уба камера и с уба маска. Уба камера и уба маска и онаква позади, како се вика? Pop socket. Поп сокет позади да има таков. Треба да биде некој специјален дизајн тој поп сокет? Па. Или што не треба да биде за да биде кул?
Не треба да види математичка формула. Да, Математичка формула не е кул. никако. Добро. Математичка формула за поп-сокет не. Кул. Освен ако правиш чиринг на математика. А ти смееш да правиш чиринг на математика? Не смеш, Не ама ако смееш. сакаш. Ако сакаш преку телефонот, ама телефоните сега веќе не се во школите дозволени, така да. Се ама со заклучување. Со заклучување во затворче. Добро. А ако си кул машко, ке треба да правиш премет напред, флепс напред и наназад и исто тоа да изгледаш кул. Ама за машките не со легингс. Машките не со хеланки, добро? Туку джинс, Фармерки. фармерки, Се чувствувам како Google Translate. горе. Горе шаносот исто худи. T-shirt. T-shirt, Не бе худи. се беги. А не може се беги, не е дозволено да си кул со беги плюс Не, беги. кул е, например, ако се ripped jeans и Ако се худи. искинати, Ама да. ако се обични джинс беги и горе беги, Не е дозволено, премногу широчини не сме. Добро. А однесувањето на машките реков, однесувањето кај никого не го рековме, освен само до вербата, така? Само до вербата те прави кул да се чувствуваш и да бидиш. Сакаш да ти кажам јас што беше кул во наше време? Тоа ми кажеш? Те интересира? Да. Прашвај ме. Какви hairstyle беа тренд? Hairstyle го преведуваме со Фризура. фризура. Значи во наше време кул фризура беше како heavy metal сите што беа, значи голема, широка и сите машки и женски имаа голема волуменозна фризура со најчесто виткана природна, значи да биде така и како на делови истрижена и да може да кога танцуваш да мрдаш со главата, се мрдам јас така. И ако слушаш heavy metal да биде или рок, како што бевме на концерта. Еј, да. О, колку убав концерт. Преубав. Преубав концерт во спортската сала. Значи сме кај heavy metal и рок, значи голема фризура. Океј. Тоа беше кул. Во алиштата 5 левис 500 кец, значи 500 кец го велевме, а тоа е 501, значи моделот на Levi's. Тоа беше хит. Не може, значи толку беа и скапи беа. Многу поскапи и требаше да биде оригинални. Како да познаеш оригинален Levi's 500 кец? Тоа беше најважното нешто, значи ги купуваш и сега ги гледаш страничните рабови, требало да бидат навнатре и се гледаше, иначе ако биле префрлени од едниот на другиот крај, не биле оригинални и требало да ги платиш, тогаш беа 100 марки, мислам, марки беа валута тогашна германска, а сега се 50 евра, после тоа се сменија во евра и од прилика 50 на евра за еден пар фармерки. Да, ама личеа многу кул. Значи фармерките ги кажав. Исто горе требаше да се носи или Spitfire, you know the jacket, го знаеш, како што носат и сега носат. Како коледж, или Тексас јакна, или моторско кожно. Да, или моторско кожно, знаеш она? Да, мотор джекет. Да. И со нитни, со такви, значи, не знам да ги наречам. А на нозете се носеа Doc Martens, најчесто, или Adidas патики, да, после тоа Puma и Nike Air некако излегоа тогаш. Ама сето тоа беше многу скапо. Значи, ние во суштина, јас сега што ти набројав, беа многу како марки ти ги набројав, а ти ми ги наброја како парчиња, а И ништо. јас можам по марки. И ти можеш по марки? Ајде. Патики Adidas или Converse, Добро. leggings Lululemon. Lululemon. Значи, добро. Многу сум срекна што бидејќи во нашето општество секој се вели дека оди кон поматеријалистичко, а еве ова моје чупче не потенцираше брендови. Јас потенцирав брендови. Каква констатација. Добро ги кажавме сите тие. И кул беше, значи да си, значи мене во мојот свет, иако не мислам дека другиот дел од светот се согласуваше, мене ми беше кул да си учам многу. Дали е тоа во вашата дефиниција на кул? No, not at all. Значи воопшто не е кул, како воопшто не е кул да си учиш многу. Тоа е кул, ама не е предуслов за кул, така? Или воопшто не е? Не баш. Така. Добро. Значи да не си... Ако ми поможеш на тестој, најкул си. Значи јадиме во интеракција на кул.
Мама, доста е со првото прашање, продолжуваме со музика. Volti, koga zagrmat, site komši во хору лудуват. Тетка дара па има растрина стамена, коси куват и лудуват. Визва стара и гитара, рок-н-рол експлозија. Тропа на врата, а пак милесија душна убочвата. Пие вино, свири гајда, рок-н-рол со нас. Вели деца денес вие сте ми спас. Визва стара и гитара, рок-н-рол експлозија. А во бендот гајда свири, дедо Миле по пензија. Визва стара и гитара, рок-н-рол експлозија. А во бендот гајда свири, дедо Миле по пензија. Дедо Миле по пензија. Дедо Миле по пензија. Главната уредничка ме опомена да зборам поке литературен македонски јазик. Да зборам по-битолски. Поентата е и ем литературен, ем македонски, значи да не оди првото на англиски. Имам прашање. Yes. Како изгледа, опиши ја, твојата куќа од соништата? Значи, прво треба да има front yard, значи... Ова на македонски. Двор, добро. Преден двор. Во него треба да има коинче, коковчиња, папагалчиња и делфинче. И делфинче, добро, окей. И паунче. И кучлак. Добро, и сите, ама никој од нив да не се јади еден со друг. Не, како? Не сме Да бидат воспитани, да не се јадат едни со други, како Да. на Мадагаскар. Точно. После куќата треба да е бела и кровот треба да е кафеав. Кафеав. Ама light brown, како chocolate brown, Чоколаден. milky brown. Значи готово, чоколадна куќа. И џамоите на зигзаг да се порабени од нели има како бело порабвање. Така. Едно purple, едно blue, едно purple, едно blue. Аха, За тоа порабање. pop of color му да. За да има боичка, добро. Се ова на македонски прозорците да се порабени со Да, бела? со лилаво и со сино. Лилаво и сино, добро. А бейс, Базата, основата? базата на куќата да биде бела. Тоа разбравме готово, добро. После внатре треба да има living room, значи дневна. И дневната треба да е како со огромен ТВ, огромен телевизор.
Што да има друго? Snack part за грицки место. И доста му е. Доста е за одневната, значи Да. се гледа телевизија и се грицка. И треба кревет да има. И кревет, добро. Да. Иначе од стоење треба. Не е фало. Добро. Грицки и пијалоци. Грицки и пијалоци. После кујната треба да си е со шпоре, со онака како се вика, како шанк, ама island. Аха, островче. Островче. За сецкање. Да, за сецкање. За јадење местото кај шо е маса стаклена О, и со gems on the side. кристали. Да, нешто? кристали Аха, на по кјошоите. Многу елегантна трпезарија. Добро, Што и да кујна. Добро. И некој ако ми е изволка ќе си ја чисти. Како што ти ја чистиш кога ја изволкаш. No. Добро. После мора да има скали. Скали. И скалите треба да се порабени со онакво вртени. Ко в куќа што имаме. Добро. Значи опишуваш се малку и нашата куќа, Да. ама не целосно, добро. Да. После детската може да ми остане сина, како што ми е. Истиот дизајн, само да има балкон. Детска со балкон, добро. Да. И од балконот да си ги гледам Сите кучињата. животинчиња, дельфини, се што е во дворот, добро. Точно. Добро. И авион да имам. За ако сакаме да полетаме негде, одма. Или трактор за деде. Добро, да, деде има желба да си купи трактор, затоа ова го кажуваме. Да. Исто... значи, во мојата соба да има како hidden spot, кријачко место. Добро. Значи, например, како коцкичка е. И таму си имам iPad-от. И како warm cozy place. Топло, да. И да таму ти се пика. Да си се и пикнеш во никој не ми својот збора. свет. Така. Ама да има простори за мама. Да ти дојде мама, добро. Не секогаш да Не седи, секогаш, но ама да има. да има просторче, Да. да ме собира. И Лулу, Киуи, Кјумурче да има таму кафесче. Тоа се нашите папагачи. Да, bedroom, спалната. Значи треба да има 2 спални. За папа, деде и за јас и ти. Добро. Може да си остане или лава. А од балконот да си ги гледам делфинчиња. Добро, значи различни балкони за различни животинки да се Точно гледат. така. Добро. И креветот да биде огромен, king size bed. И да имаме nightstands. Надкасно. Надкасна. Да. Сега до вицеата. Значи, може да си остани джакузито и Туш кабина. и да има лавабо. Ама, например, кога му речеш пуштај вода, само тоа да си На пушти звук вода. да пушта. Добро, Да. добро. Оти- На Бил Гейтс куќата е или на Илон Маск, оти тие таму се автоматизирани и компјутеризирани. Ама само ова, чешма. Само за ова, да. Само чешма. А чекај, одржувањето на оваа куќа од соништата, кој го прави? Имаме AI роботче. Роботче имаме. Роботче. AI роботче имаме. Душиче се вика cleanser. Клинсер се вика, добро, Добро. и ја чисти куќата. Да. Значи не ја чистиме ние куќата од Не. соништата. Ова е и моја куќа од соништата. И може за готвење да имаме, например, 4, еве да речеме кокошка, ориз, секогаш да бидат спремни. Аха, Нудли и orange juice. добро. И, например, му викаме orange juice. И тоа веднаш ни носи. Ни носи. Значи, тие 4 meals, 4 оброци што се Оброци. секогаш на готов, ето, а другото си го... А кој готви? јас и ти. О, баш убаво. Добро. И сега, што имаме уште? Ерик мора да има. Таван, добро. Значи, таму си влегваш. Аха, И има како горе кровот, нели е браун, кафеав. добро, кафеавче. Ама има и джамчиња. Има. И си лежиш. Како во викендичката на баба деде? Да. Лежиш и гледаш надвор Во шо гледаш? во небото. Во небото. А во друго нешто не кеш да гледаш низ балконите? Во куќата на соништата? Само во животните ќе Джамчињата му гледаш? е и во небото и private jet што си го имам. И хеликоптерче, кола, воз. А наравно ќе ти е твојата куќа или ќе биде некаде во Ридови планини? Планини. Во планина? Да. Значи во планина. А како ќе стигнуваш до куќата?
ке живееш во... Private jet. Ау, да, заборавив, со авионот ке I mean. Или со воз. Или И со воз воз. имаме. И воз имаме. Сите и мотор имаме, и бајк имаме, точак. Се имаме. Се имаме. Добро, значи значи поврзани сме со светот. Да, ама училиште не одам. Ова е момент во средното прашање. Какво е вашето учење од соништата? И ти не одиш на работа. И кое е едно, со еден збор опиши, едно чувство што ќе го имаш во куќата од соништата твој? Free. Freedom. Слобода. И животинчиња. И анима, душа. Ти. Значи слобода на душата, може да го преведиме така. Okay. Звучи интересно и многу ги комбинира материјалните работи, но еве и чувствата. И креативно ги објасни некои бои и намената на некои работи. Да. Ти благодарам, мамички. Тоа е веќе кул. Да, мислам дека заокруживме што значи кул, бидејќи со голема самодоверба и многу точно си знаеш, значи ова ти го имаш сонувано? Да. Да. Си го имам планирано. Музика. Сега сме пак назад. Ова е Слушнете не на Укло FM и продолжуваме со прашања. Пак јас прашувам.
какво е твоето учење, односно школување, односно училиште од соништата? Значи, почнуваме. Одиме на училиште во 8 од 8 часот до 12 сатот. Добро. Значи, ама се ова од сабајле не е ништо вечерно. И таму учиме предмети биологија, физичко optional, значи со Мора физичко одбервање. мора да се движи. Добра? Добра, за соништата збараме, добра? Шо друго? А мора да ги кажуваш предметите? Да. Зошто не кажеш што би сакала да научиш? Што би требало да научиш? Без оглед како се вика предметот. Што ти треба да научиш? Значи, например, за животните. За животните Каква што? му е животната средина. Добра. Значи сакаш да научиш за животните? Што? Да. Па, што му треба, што јадат, како се адаптират, како може да му се поможи. Или да не му се наштети? Да. Исто за nature, За природата. За природата. Добра. Например, за некое растение, ова е штетно. Не знам, океано, ова прави, она прави, таквите. А за математика си имам калкулатор. Добро, не, значи сакаш да знаеш да пресметуваш, да правиш такви работи кои што обично ве учи математиката, физиката. Друго што би сакала да знаеш? Науките, добра. Што мислиш дека треба да се учи? Одбојка. Значи некој спорт треба да се учи? Ама ти си одбираш кој спорт. Ти си одбираш кој спорт и те Може да учат биде тој спорт. трчање, хендбол, Ракомет. ракомет. Добра, кошарка. Значи спорт. Индивидуален или колективен? Индивидуален. Одбојка не е индивидуален? Па, ти ќе си речиш со кој? Не ти може, да си ја не може тој да ти рече. Никој не Добра. може да ти рече, ти ќе речеш со тебе и точка. Значи да си избериш со кого сакаш да си во тимот. Добро, тоа не е лошо. Ама што ако ти е зададен тимот? Не може секогаш да го одбереш тимот? Ова ми е dream. Туку да, извини. Точно, добар аргумент. Значи, училиштето треба да изгледа исто убаво. Чекај, не прашав уште нешто. Дали треба да научиш како да бидиш добар жител на ова планета? Да. Сега збораме за она што може да го наштетиш. И сега како ги учи мама студентите. Како да направиме подобро, Да. така, она убавото. Бидејќи задоволството на животот оди кога создаваш. Треба да се научиме како да не уништиш и да не се караш, но треба уште повеќе да научиме што ни е во душата. Пасија, страст, за да може да создаваме. Што би создавала ти? Animal Help Center. Центар, Добро. кај што му помажуваш на повредени животинчиња. Животинчиња. Значи, центар за Од целата солниште и планета. Од целата планета. А зато во дворот имаме делфини. И private jet, најназад има за транспорт на Значи, животинчиња. приватниот авион не е карго. Да, Карго авион. Аха. Ама и за луѓе карго. Добро. Добро. Значи, сакаш Исто имаме и брод. брод и назад, например, има една рекичка што отвора на океан. Значи имаме целосно сме поврзани со светот. Возови, авиони, Точно. копнено, водено, секако на Да. сите начини сме поврзани. Тоа е многу важен момент, конективноста да постои. И на целиот свет му е потребна, а особено па на нашата битола, како вика мама често. Меѓу битола и Скопје да имаше еден добар пат и железница да имаше. Да. Тогаш студенти би патувале, луѓе за вработување би патувале, не би било толку мачно да се оди на кај центарот на државата. Добро, значи кажавме за ти конкретно сега кажуваш, не кажуваш за сите деца, така? Да, Дали друго што треба да научиш во школа? Која вештина? Или Како да се тепаш? кој да се тепаш? Ама defense. Одбрана, како да се браниш? Да, Да се браниш. Физички да се браниш или да се караш? Караници, Вештина за караници? одиш на училиште и ти кажуват инсулт, Навреди. навреди. И? Например, ако тебе некој те навреди, имаш да му кажеш. Да реагираш. Да. Значи како да
да влезеш во караница, Не, да се одбраниш. да се одбраниш, а не да нападнеш. Значи Да. се уште никогаш досега немаме напаѓање. Значи се браниш во караница, а како се браниш? Еве, што мислиш дека треба да Па, постои во например, караница? некој ќе ти речи града ти е капата. Добро. Е, ти ќе му речиш, види се ги чевлите. Значи, тоа ти е враќањето, Insult, за да се чувства, да. аха, си разменвате навреди всушност. Да, ако некој друг ти почне. Ако некој ти почне, нема ти да почне. Да. Јас како те учам за во караници? Да си запиниш. Не, јас те учам да си замениш. Те учам да не ти влијае, да не те нервира. Ти учи, да. Ма добро, ма не е giving back. А не, да. Значи не да вратиш, мама те Да. учи не да вратиш, бидејќи јас не знам колку враќав како дете. Ама се влегувам во караници, нели? Ама што правам? Кои се принципите што треба да ги имаш во караница? Аргументи, Да не испаднеш плен. да не испаднеш плен, така, или жртва, Да. значи да си го браниш своето, Да. став, мислење, алиште, капа. Добро. И се другото зависи од содржината, така? Но што не смееш да правиш во караница? Да го искршиш другиот. Скршиш да премени од вербална во физичка и што не смееш да навредиш, Да. да бидеш прост, така? Не, сега можеш да навредиш, ама не просто навредиш. Не просто навредвање, со грозни зборови. Да. Да, например, значи сега Грдите капата, се чевлите. сега па ти чевлите, добро. Јас не би вратила никогаш така, ама децата може би вратиле и така ќе се чувствуваш дека не те победил, така? Да. Дека не те победил. Или може и тој ќе си направи. И ќе ќе си се замените со side eye. Јас. Да, добро. И после следната средба ќе се гушните. Сайдај. Си продолжувате со караницата. Ама со невербални движења. Добро. И кога завршуваат караниците меѓу децата? Тоа е долга историја, така? Се памтите караници Да. и си ги чуваш така, никогаш не се враќаш да се попре нешто? Не се вракаш, ама сигурно по некое време пак ќе По некое време пак се ќе згараш. и ти е малку неубо, така? Да, I guess. Ама мислам дека кај децата се заборава. Дали памтиш некои караници од прво одред? Да? Зошто ми го зеде маркеро? Ама ни лев беше. Ми го потроши целио. И што направите после тоа? Никош не му даде поке. Никогаш не му даде. А јас што би направила, што ти имам? Купи му и дај му. Значи, што сакам да ти порачам, мамичко, и на сите дечиња. Ако може, смирија работата. Ако можеш, ако зависи од тебе, од секогаш кога има караница, има еден закон, Њутнови закони, памтиш? Памтам. Еден беше акција и реакција. Ако ја удриш топката од зидот силно како смеч, што ќе направи таа? Ќе ти се врати. Ќе ти се врати ќе те тресни во лицето, така. Добро, и сега тоа е физички закон, така? Физички закон. Меѓутоа и во односите меѓу луѓето имаме, ако ти повредиш, навредиш или тебе те повреди, навредиш, прво што сакаш да направиш? Да вратиш, така? Првото, ти иди така? Да. Или не? Па да. Зависи каков си, ама ти иди. Вака, чадиш малку, исчадваш. Исчадваш? Или правиш така, или во себе си правиш, си фрчиш. Така? И тоа е нормално, Или ќе земам да му викам на пилињата. Или ќе му викаш на некој трет, така, што ти е близко, што те трпи. Или те изслушува. Да. Да. Сега, тука имаме акција и реакција, дефинитивно. Значи, некој те навредува и ти си чадиш, или го навредуваш возвратно. И после тоа, кога ќе помини малку, броиш до 10, до 20, до 30, преспиваш и другиот ден ти помина. И после ја маваш перницата. Ја маваш перницата и после ти поминало. Значи ја смирваш работата. Тоа е главна порака што еве твојата мајка на оваа возраст има да ја даде до младите, да научат како да го свртат грбот на лошото и да ја смират работата, да ја најдат во себе и да ја смират. Тоа е тешко. Така? Да. Сега уште нешто морам да ти кажам. Имате учено што беше компромис? Што беше? Па, например, ако ти сакаш 40, јас сакам 20 и ќе речеме 35. Добро. Значи, in the middle, на средина. Така. На средина од 40 и 20 ќе биде 30. Но, точно, значи едниот одстапува и другиот одстапува. Да.
компромис. Не скроз. Не скроз, така, има нешто во кое што добивал, победил малку, но исто така и отстапил во нешто. Да. Мислиш дека има место за компромис во вашето детско живење и младешко? Да. Пример? Јас сакам да седнам на тоа место, Добро. ама и друг сак. Добро, и решение? И 2 часа едни, 2 часа. Добро, во временско решение. Јас реков ќе речеш ќе го поделиме столчето? Или ќе седиме двајцата на едно столче? Супер, супер. Чекај да докажам за ликот на Dreams. Да докажеш уште за ликот на Dreams. Да. Значи, треба да е мечинг со куќата, Да одговара во бои, во што? во бои. Како изгледа физичка градба на школата? Добро. Значи, бело пак треба да биде и исто кровот кафеа. Исто се моите лила висини се тоа. Добро. Ама после кога ќе влезеш и нема никакви униформи, што сакаш ти носиш. Има dress code. Добро. Не смеш, например, по кроп топ Не да си со или гол по стомак. бикини, Добро. ама немаш Немаш лимитација. Униформа. Така, униформа немаш, сакаш да си бидеш свој. да. Добро. Може худи пак ти ќе облечиш, ама нема да е црвен. Например, ако е како црвен. Да. Добро. И после има smartboard. Добро, како што имате смарт табла. Да, ама нема chalkboard. Аха, нема Оти чок. креда. Кредата на тие што имат сува кожа како Ноела, му штети, му смета. Не ми е убаво. Добро. Значи таму се пиши како сега, ама столчињата немаат онакви како стравчиња што косата ти ја јади, туку се мазни пластични столчиња. Значи имаме школа со што е долга коса безбедно. Да. Добро. Тоа исто, клупите треба со батен да се креват или спуштат. Аха, подесување висинско. Така. И може до 10 души на една клупа. До 10. А можеш да си ја смалиш до 1. Димензијата му ја подесваш. Така, и например се скара со другарката, единечна Зани клупа. моја клупа. Му ја смалваш клупата и нема преднеја клупа. И тогаш книгите сите кај тебе ќе се натоварат. Добро. И да, одморите големите се по 2 сати. Значи од 8 до 12 имаме 2 сати одмори 2. Мислам дека не остана ништо за школата, но добро, ајде да видиме како ти А малите се 15. А часајте? 5 минути час. Одлична Точно. школа, Ноела за председател. Добро да заокружиме, значи школото е врв. Добро, окей, договорено. Продолжуваме со музика. 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 Некој си дарежев милионер, бил доста откачен, но многу фер. Изгради луда училишна зграда, голема зграда од чоколада. Изгради луда училишна зграда, голема зграда од чоколада. Од сите земји многу деца во тоа школо се запишале. Но до второ полугодие цела зграда ја збришале. Но до второ полугодие цела зграда ја збришале. Креди од желе бомбони, сунгери од марципани, за ручек, табла и клупа, од чешми течело супа. Во школу чоколада.
Neko si da režet milioner, bil dosta otkačen, no mnogo fer. Izgradi luda, učilišna zgrada, golema zgrada od čokolada. Izgradi luda, učilišna zgrada, golema zgrada od čokolada. Ocite zemlji mnogo deca, gotova školo se zapišale. No do vtoro polugodije cela zgrada je zbrišale. No do vtoro polugodije cela zgrada je zbrišale. Kredio žele bomboni, sungeri od marcipani, za ruček tabla i krupa, hoćeš mi tečelo supa. Dnevnici od vanila, tetraki od marmeladi, baš slatko je da se uči, vo školu od čokoladi. Kredio žele bomboni, sungeri od marcipani, za ruček tabla i klupa, hoćeš mi tečelo supa. Dnevnici od vanila, tetraki od marmeladi, baš slatko je da se uči, vo školu od čokoladi. Baš slatko je da se uči, vo školu od čokoladi. Драги слушатели, имаме уште многу мисли и идеи, но за денеска доста беше. Имаме и една многу важна напомена. Може би препознавте, ова беше диалог воден на типичен битолски диалект. Бидејќи Укло FM е радио кое што се слуша низ целата планета, преку интернет и го слушаат наши другарчиња и пријатели од многу држави, важно е да кажеме дека ова го зборувавме на чист битолски јазик, значи од литературен македонски јазик можеби нема ни Л и Т, но верувам дека ќе се разбереме. Заклучок, она што го дискутиравме се прашањата поврзани со детството некогаш и сега и ги содржат следните најважни елементи: Слобода, компромис, царство, дружба, природа, соништа, детски замисли, сличности и разлики меѓу децата и возрастните. но затоа мојата емисија го доловува гласот на децата пред да станат возрастни. Волшебен поздрав, магична прашина, звездени желби и детска љубов за вас. Големо поздравче! Со вас беа главениот говорен уредник на Укло FM, магистер Сонја Тантарова-Груевска и тонска реализација Љупчо Цветковски. И јас, Ноила Нечковска, И јас, незината мама, Рената. Džabe pari, skapi stvari, džabe se na svet, ako nemaš drugar, ako nemaš drugar. Ništo nema da mi fali, imam baš sve, koga imam drugar, koga imam drugar. Seko ide nekako avantura, znaj, ajde ja znam
igrač. Za tebe pravam se, sto tebe le snove. Ajde, nasmej se, dajte muzika da pere me. Vodi me, ajde vodi me daleko nekade, vo društvo podobroje se. Ajde odi me, ajde vodi me daleko nekade, daleko nekade. A zašto znam, neka ne možem bez tebe, znam, neka ti ne možeš bez mene, znam, ja znam. A zašto znam, neka ne možem bez tebe, znam, neka ti ne možeš bez mene, znam, ja znam. Укло FM, Битола, мај 2024 година. 24 часа секој ден на 90,8. Укло FM, Битола.